Добре дојдовте во нов Асном. Денеска имаме еден многу драг гостин, господинот Дардан Венецки, со кого ќе ја опфатиме темата која ние која ги следиме медиумските дешавања, медиумската пропаганда и таа антимакедонска едно оркестрирано антимакедонско делување од разни профили кои дефилираат низ медиумите, во овој момент е ставено, се чини, на најако. Ова се почна веднаш 3-4 месеци од кога дојде во Мицковски на власт, каде што антимакедонистот, бившиот премиер Љупчо Ѓоргиевски со своите константни антимакедонски и пробугарски ставови си го држи таа негова позиција. Меѓутоа полека доста невладини организација почнаа да пропагираат. Во исто време аналитичари кои ги има едно 3 до 15 низ се вртат од ден на друга, трета телевизија, ги пропагираат ставовите за влез на бугарите, за да сега имаме одвадење на нафталин на бивши новинари како Љубиша Ѓоргиевски, Чомовски, Насер Салмани, да се впрегнати во оваа хајка антимакедонска за промена на уставот. Со ова ВМРО, ДПМН и Мицковски го прават еден возвишен патриот, истиот кој ни поизами 8 пратеници за да се смени името и кој го прифати Преспанскиот договор. Сега сето тоа е ставено на ента стапка, каде што албанците си имаат свој став дека сакаат да бидат државотворен народ, си играат својата улога на лошите момци. Ако ние не прифатим уставни измени, ќе има непријатно изненадување од нивна страна, за да завчера Филипче излезе на една пресконференција и на сите ни кажа дека во ЕУ македонскиот јазик е признат во преговарачката рамка, македонскиот јазик воопшто не е загрозен и договорот со Фронтекс подпишан на македонски јазик без фусноти е доказ за тоа. Дека македонскиот јазик и идентитет никако и од никого не се загрозени. И како Бугарија го загрозува нашиот идентитет? Он е многу зачуден. Втората по големина македонска партија, опозиционери, да го имаат тој став. Се прашува како ние сме загрозени. Затоа денес го имам Љупчо Дардан со мене, за да збориме на оваа тема. Дардан, излезе бившиот министер за здравство и такви, ја би рекол, за жал блјувоти ни кажа да морав да ти се јавам, да ти кажам, да те прашам, дали ние стварно не сме загрозени од ставањето на бугарите во уставот? Дали македонскиот јазик е заштитен? Дали бугарите стварно не се закана? Затоа што, како што вели СДСМ и Филипче, ќе има јасна дистинкција во дека ние сме македонци, они се бугари и нема да има никакви проблеми. Историската комисија таа е да решава историски проблеми, а они се политичари, треба да идат напред. И историската комисија работи на консензус. Ако нас не ни чини, не мора да се согласиме со истото. Што мислиш? Благодарам на поканата, Сашо. И добро вечер до гледачите на Нов Асон. Многу интересна тема. Апсолутно. Актуелна по актуелно здравје. Меѓутоа, ние не би имале проблеми ако имаме саглан политичари. Не може никој однадвор да не избрише. Не може никој однадвор да не уништи, ако ние сами не се уништиме. Ако сами не се избришеме. Зад нас стои меѓународното право. Ние сме меѓународно призната држава, членка на Обединети нации, со запишан идентитет и јазик. Никој тоа не може да го смени ако ние самите не го смениме. Тоа злосторниците го знаат и од Лисабонската декларација 92 година па наваму, ако си забележал,
тие идат на идентитетско самоуништување, идентитетска самоликвидација, ние велиме во манифестот. Тие не можат однадвор да не уништат, не можат однадвор да ни го избришат идентитетот, туку само да не принудат низ процесот на пристапни преговори со уцени и закани, со лажни ветувања за подобро утре, ѓавола, подобро утре Европска унија, која што пука по сите острови се растора, веќе се трета година главните мотори на Европската унија се во рецесија. Еве ти индустријата ја презентираат во воена, се спремаат за војна и сега и ние треба да влеземе во тој сојуз. Утре ќе треба да даваме и да учествуваме со живо месо во војните што тие сакаат да ги водат. Ова е голем цивилизацијски суди. Јас постојано го истакнам. Сакам да зборувам за теми кои што се табу во нашето општество, во нашава држава, во нашиве медиуми. Ние сме колатералната штета во големиот цивилизацијски суди меѓу источната и западната цивилизација, источното и западното поимање на црквата. Не можат да замислат да има славенски народ во антиката. И постепено гледат што ни прават. Со овие договори геноцидни, кои што ги поддржува Европската унија. Античката историја им е препуштија на грците, со еден потез античките македонци ги прогласија за Грци, сета цивилизација античката македонска брилијантна, стана грчка. Средновековната им ја оставаат на бугарите, а сега со влегувањето на албанците, тие ќе ги форсираат албанците да влезат пред нас, тука немам никакви дилеми. За тие утре да не уценуваат. Ке ни ја померат границата до 91 година, ако сега сме, бугарите инсистираат да бидеме држава од 44 година, со јазик и култура измислена од Тито и Коминтерната 44-45 година, со влегувањето на албанците во Европската унија, ние ќе бидеме уценувани да станеме држава од 91 година, од ранковниот договор па навака. Ни М од Македонија нема да остане во овој процес на погубни, геноцидни, пристапни преговори. Па немаме М, него македонскиот народ само ќе се само избриш. Ние немаме Македонија више. Токму е тоа целта. Гледајте, смените знаме, смените устав, откажете се од македонско малцинство во соседството, смените символи, смените ова, смените она, сега дај бугарите во уставот. Ке кажеме што после тоа иде. Ни продаваат овде бајки за Европска унија. Која е Европска унија? Па тоа е изворно 3 години поред рецесија или многу минимален раст, минатата година од 2%. Шалтање на војната индустрија, се воведуваат воен рок, се милитаризираат за да утре од Русија направат број еден непријател за да се иде на војна пак на Русија. Исто како што правеше Хитлер, како што правеше пред тоа Леополд, кралот на Шведска и французинов Наполеон. Сега да се вратиме на... Али, Дардан, јас кога го слушав Филипче, сикам така е панал човеков, дали он го прочитал декларацијата на бугарскиот парламент од 2019 октомври, која е и таа рамковна позиција, каде што има толку антимакедонски елементи, да ти кој ќе ги читаш и он да ти каже треба да се бришат сите споменици кај што сме спомнати како бугарски окупатор. Имаме заедничка историја и треба заеднички да славиме. Да се избришат историските книги, да се направат нови каде што ќе имаат можност нашите деца да учат поблагопријатна за нив историска верзија, каде што нивните деца... Да ги реабилитираме со еден збор. Да, каде што бугарите треба да учат на бугарски јазик и бугарски историја овдека, по бугарски наративи, каде што имавме после во 2020 година објаснувачки меморандум до сите европски држави, каде што не само што не се признава македонскиот јазик, него во истиот објаснувачки меморандум ние сме наречени една етничка, јазична, етнички инженеринг направен од Коминтерната. Тоа е толку понизно и понижувачки да не знам што
Не знам кај гледаат овие дечки што гледаат. И дали не е ова дел од можда тоа сценарио каде што за време на Киро Глигоров му се нуделе 100 милиони за да се смени името. И од грчкиот буџет за Преспа имавме недостаток од 50 милиони евра и потоа Кодзијас експресно напушти функцијата кога призна дека се дадени за да се полесно помине Преспанскиот договор. Да, меѓутоа тоа не од една страна имаме консистентност во не само таа декларација од 2019, објаснувачкиот меморандум, потоа 2022 имаме потврда на францускиот предлог и мај лани, каде што кажа ние нема да отстапиме од нашите, уште една декларација на бугарскиот парламент, кај што кажа дека ние нема да отстапиме од нашите позиции. Тие се такви, прифатете ги или не, тоа е ваше. Да го завршам Повели. Воведов, да предеме на темата. Слободно, извини. Значи, ние сме измеќари нечии. Точно. Или поточно би рекол политички проститутки, чии што макроа се наоѓаат во западните центри на моќ, кога е политиката, државата, идентитетот, името, јазикот во прашање, и во Цариград или Истанбул, кога е црквата во прашање. Значи, кажав дека не може никој од надвор да не избеже. Ние сме меѓународно призната држава, со заведен јазик во Обединети нации, меѓународно признат, има стотици славистички конгреси, докази. Не може никој ако ние сами не се избришеме. И на злосторниците, кои што народот ги опеа како вавилонска блудница, им требаат домашни, наши измекери или политички проститутки кои ќе извршат валканата работа место нив, кои што ќе донесат одлуки сами да се избришеме и сами да кажеме дека не сме тоа што сме исконски, да ни ја избришат меморијата, да заборавиме кои сме и што сме, да станеме нешто ново, некоја аморфна маса, која дојденци, натрапници, узурпатори од заткарпатските мучилишта, кои што сега допрва треба да си избираме идентитет. Јас сега ти спомна имиња, јас нема да споминјам имиња, за да не сгрешам. Меѓутоа го употребив овој општ поим. Измеќари и политички проститутки кои работат, проституцијата е најпрофитабилната професија денес. Ние имаме политичари кои што влегува во политиката, дојдоа во Скопје буквално со вошки, ова изворно ти го кажувам. Со денови им ги вриева алиштата да ги очистат од вошки, а излегува од политиката како средно богати бизнисмени. Не ми треби имиња. Јас ќе кажам што работат, а самиот народ ќе процени кои се тие измеќери, кои се тие политички проститутки. Секој ден ти те убедуваат нов конечен, вистински томос за црквата. Бугарите во уставот, да влеземе во Европа, ќе цветаме, пари ќе летаат. Што ќе летаат, бе? Магарето на свадба не го носат за да јаде и да пие и да ужива. Го носат за да го товараат. Од кого ќе ни даваат пари? Ако не од членките на Европската Унија. Ако ние станеме членка на Европска Унија, од кои пари ќе ги добиеме? Од оние што ние ги издвојаме за тоа. Па ти гледај, ние растурија Југославија, во сите републики, па и кај нас. Каде завршува најпрофитабилните бизниси? Банки, пошти, телекоми, електростопанства, нафтениот бизнис, све е во нивни раце. Нас ни оставива овде бели прашкови, жолти куќи и зелени опојни ливади. 5% за НАТО и сега евидентно е дека Европа се спрема за војна и ние ќе имаме други издатоци да финансираме таа војна ако сме членка на Европската Унија. Ние ќе мора да се откажеме од суверенитетот. Да. И сега една само, извини за да. Ние како НАТО членка по жител имаме најголеми издатоци
и помош на Украина од сите НАТО членки. Добро, тоа е евидентно. Само тоа да знаеме дека оваа северна е на страната на бандеровците, кои се дел од украинската армија, Азов бригадата, десен сектор, кои директно се десентни од потомци на украинските нацифашисти и Бандера од Лвов. Сега. И тоа ние сме тие што ги поддржуваме, Северна Македонија. Да, треба да се знае. Да, заклучиме темава, па ќе прејдеме на меѓународна, ако имаме. Повели, извини. Имаме време. Значи, ми ги прекинуваш. Да, мислите. Ако ни е заштитен јазикот, што има толку да се инсистира? Што има толку? Кој им е аргументот? Сме подпишале договор со фронтот на македонски јазик. Па на кој јазик да подпишеме? По уставот официјален јазик е македонскиот. Ние може да подпишеме договор на македонски, не можеме на кинески. Не можеме на германски, на француски. Официјален јазик во Македонија е македонскиот јазик. Тоа ли е заштитата? Нас ли се меѓународните правни акти заштита? Велбата на Обединетите нации, Универзалната декларација за човекови права, Европската конвенција за правата на човекот и Конвенцијата за спречување и казнување на геноцид. Ние сме членка на Обединетите нации со запишан македонски јазик. Кој може да го смени, ако не ние самите? Меѓу редови сите ни кажуваат овие домашни измекари, што ги кажам, и политички проститутки, просто инсистираат, не турката Европа, а Европа ти бара, што ти бара Европа? Ти ја поддржа и ти ја донесе Лисабонската декларација, во која што е вметната одредба дека не може во Европа да влезе држава која во своето име го содржи името Македонија. Таа е во правна сила. Ја усвои едногласно преговарачката рамка 22 година, во која е вметната унилатерална изјава на бугарите, вградена во преговарачката рамка, усвоена од сите 27 членки, во која се вели дека не се признава македонскиот јазик. Бугарската академија на науките 97 година има доведено бугарска национална програма за 21 век, во која се вика во бугарските етнички простори влегува цела Македонија. Тоа е став на Бугарската академија, прифатен од сите политичари, и од власта во Бугарија, и од опозицијата, и од најмалите политички, парламентарни и вонпарламентарни партии. И сега, во тие услови, таа Европа све тоа поддржа. Ги поддржа геноцидните договори со Бугарија и со Грција. Ги суспендира за нас меѓународното право и копенхагенските критериуми. Ги поддржа сите геноцидни акти на бугарската држава. Ти ги спомна. Декларацијата на бугарскиот парламент, објаснувачкиот меморандум и дополнителната декларација на бугарскиот парламент од 22 година, во која што се вели дека ништо од она што е подпишано од бугарската страна не може да се смета како признавање на македонски јазик. Тие тврдат дека во Македонија живеат 1.400.000 бугари. Тоа е стратегијата на Ванчо Михайлов, напишана во неговата книга Македонија, Швајцарија на Балканите, во која се вели дека во Македонија состојбата е исто како во Швајцарија, но не споредува со Швајцарија по природните богатства, езерата, реките, планините и чистиот воздух, него по населението кое што живее во Швајцарија. Вели таму живеат италијанци, германци и французи. Така вели и во Македонија живеат грци, бугари, срби и албанци, а најбројно население се бугарите. И сега ти од ова само незрел човек, незрел за политика, или би рекол глаен во некои валкани бизнеси, да каже и да очекува дека наш идентитет и јазик се заштитени, па тоа мали деца не би кажа, тоа е малоумност. Ако е човек здрав, такво нешто не сме да помисли. Па и сега последно не уценува. Гледа, денеска ти беше евроамбасадорот овде, искочи на конференција. Европа е спремна да ве прими.
Ама под кој услов? Внесете ги бугарите. А бугарите бараат како државотворен народ. Албанците бараат како државотворен народ. Па што ќе остане од оваа држава како тие станат државотворци? Творци на оваа држава ќе станат бугарите и албанците, а ние непризнати. И тоа непризнати во актите на бугарската држава, на грчката држава и во актите на Европската унија, преговарачката рамка Лисабонската, кои ни оспоруваат име и идентитет. Само нездрав човек може да очекува дека ние ќе бидеме примени во Европската унија како македонци со македонски јазик. Еве ќе ги внесеме бугарите. И што ќе биде после тоа? Пак не чека отварање на 35 поглавја, во кое што секоја 27 членки има право да стави вето. Тоа се 945 можности за вето. Ни од Македонија нема да остане. И тоа да помине. На крај ќе дојде ратификација на пристапниот протокол во кој што сите парламенти на сите 27 членки ќе треба да изгласаат прием на Македонија. Па само нездрав човек може да очекува да не примат при овие акти што ги набрав и јас и ти, да не примат како македонци со македонски јазик. Со овие бугарите и со албанците како државотворен народ, што се прави? Ренесанса или реставрација на положбата од 41-44 година. Се враќаме, ги враќаме администраторите, како што велат тие, или окупаторите, како што велиме ние. Окупаторите ќе бидат творци на оваа држава, а ние измислице на Тито и Коминтерната, кој што треба да се одбере идентитет. Тоа ќе се случи. Тоа е процес. Некој нека ме демантира. Ама проблемот е во нас. Ова сето го знаат. Значи, јас нема да ги именувам измеќарите, меѓутоа за мене измеќар и оној кој што овие геноцидни акти ги прифаќа како наследена реалност. Ти да прифатиш геноцид, тоа е далеку од умот. Мислам дека нашиве водечки политичари треба да се ги сменат советниците. А и некои министерчиња да ги тргнат од министерските фотели. А тоа се дефинитивен срам за сите нас. Сега, не барат, значи све прифативме како наследена реалност, сите геноцидни акти на соседните држави, геноцидните договори и геноцидните акти на Европската унија. Не бараме поништување на Лисабонската декларација, не бараме поништување на преговарачката рамка, не бараме поништување на геноцидните акти на бугарскиот парламент и влада, не бараме поништување на геноцидните договори, не бараме поништување на извештав. Внимај, Европската унија како потврда на сето ова што го кажав, дека Европа е таа која што не признава. Бугарите и грците, албанците се само измеќарите, само се извршителите, лиџелатите за ликвидацијата на македонскиот идентитет, јазик, историја, историско и културно наследство. Да не се лажеме. Тие се само извршителите. Во извештајот за Македонија минатата година, летото еве се понова ќе треба да се гледа, во извештајот на Томас Вајц, по барање на бугарските европратеници, беше избришен македонскиот јазик. Значи, Европа си ги почитува своите геноцидни акти и од извештајот за Македонија го избриша македонскиот јазик. Таму ли ние ќе идеме сега? Со избришен македонски јазик? И сега не негирале. Ако не е неук, тогаш влегува господинот, што дотичниот влегува оваа друга група. Таа група е зрела за судење. Да. Ние имаме извештај од ЦИА, кој што кажа дека Киро Глигоров одбил понуда или подкуп од $100 милиони за продажба на името. Тој го одбил, ама очигледно некој друг го прифатил, затоа што името се смени. Ама најстрашно е што нема кривично правна разврска. Слободно шетаат криминалците, тоа се кривични дела против народ и држава. До сега требаше да бидат одамно уидрижно. Дали можеме ние да идеме напред без да се ослободиме од таа прљава
и крајно срамно минато. Знаеки дека нема разврска за овие. Чисто онака сега ми дојде да те прашам. Види, кривично правна разврска мора да има. Меѓутоа, неказнивоста. Да, тоа се случува Сега сега. лако ми други истите, па и други политички структури, Точно, им од дава македонскиот блок и од и од било албанскиот кој. блок, Знаат веќе дека нема почињаат репрекусија. повторно етнички судири, повторно меѓупартиски, меѓумакедонски судири, значи почнува трката за тоа сега кој ќе го продаде името. Тоа мора да се спречи. А прв начин е да се сменат советниците на врвните луѓе и да смениме политиката. Ние мора да знаеме, наместо раскин на овие договори, кажав, не бараат раскин, не бараат поништување. А што бараме ние? Ние бараме гаранции за идентитетот и гаранции дека нема да има други пречки на патот кон него. Предвидливоста, да. Значи, гаранции и друга, бараме бугарите во уставот, гаранции, значи гаранции дека ќе ми дојде на таа друга работа. Значи, ние по никоја цена не смееме да дозволиме да бараме гаранции. Кој може да ти даде гаранции? Никој. Самите кажавме дека актите на Европската Унија на секоја држава членка и гарантира на секое поглавје, секоја земја членка да може да стави вето. Јас го сваќам тоа, значи нити пак нас ни се потребни гаранции. Кажав дека гаранциите нас ни се меѓународното право. Не може тоа никој да ни го одземе. Тука немам дилеми. Тоа јас го сваќам како барање, излажете ни уште еднаш, за да ги внесеме бугарите во уставот. Тоа е краткогледост. Кратковидост. Ако ги влеземе крај на македонската држава, процес на отварање на втора бугарска и процес на втора албанска држава, а крај на македонците, оспорени во сите акти и на соседите и на Европската Унија. И не признати во Бугарија ни во Грција. Па те негираат тие, како да те признаат. Тоа ни требаше да биде за нас лакмус тест, да не прифаќаме ништо од другата страна. Се додека они не ги признат македонците таму кај нив. А нашиве почнаа со подривање на нашиот устав, да не гледаме уште 91 година првиот амандман, дека ништо во нашата политика нема да задира во нашите соседи. И ние нема да се мешаме во натрешните работи на соседите. И тоа беше првата пукнатина за да дојдеме сега, не само како северна, која е апсолутно неприфатливо за нас македонците, него да се дебатира на телевизија дали треба да имаме бугари во устав или не, кога од другата страна јасно, гласно, потврдено 5 пати од парламентарците исти дека ние сме бугари до 44-та и творевина на Коминтерна. И за да сега дел од нашите политичари ги слушаме дека да, нема, ние треба да влеземе внатре. Ова е како мене ми да изгледа како еден лош, кошмарен историски сон, кој македонците, за жал, ние сме таа генерација да го живееме. Меѓутоа, да не знам, вие излеговте со доста интересна објава како македонски манифест. Една од таа зачнавте дека на Киро Григоров 100 милиона му се нуделе. Ја исто така знаеме дека давани се пари за време на шарената револуција. Што следи? Колку повеќе пари за да се смени името или како? Па јас мислам дека го кажав, еве да бидам уште подециден. Ако Киро Глигоров одбил, а некој прифатил и поминал неказнето, сега се отвараат апетитите на некои други.
политички структури или истите за нова продажба. Овој пат на јазикот И на уште црквата. и на црквата. Уште тоа остана. Па, јас кажав, нас не ни требаат гаранции. Само може да не излежат. 100 пати до сега. Тие гаранции на Европската Унија, кој народот ја опаја како блудница, не важат до врата. 100 пати не излеже. Уште еднаш ли треба да не излеже? Ние бараме уште еднаш да не излеже. За да ги вметнеме бугарите во уставот. Бугарите, втората работа која што ние која манифест ја устоивме и објавивме денеска, никако бугарите по никоја цена во уставот. По никоја цена. Ги кажав и ќе ги повторам. Почиња процесот на албанизација и бугаризација. Албанците и бугарите, според нивните барања, сега да натвараме документи, сите бугарски политичари бараат државотворен народ. А сега еве пред некој ден се јави Рама, се јави Али Ахмети и тие бараат да влезат во уставот како државотворен народ. Што значи си бараат политичка федерација и можност со уцени од двоење и парчење на земјата да не притиснат да го направиме она што не сакаме. А тоа е да се избришеме, да исчезнеме од етничката карта. Ние ако ги внесеме како државотворен народ, што стануваме ние? Непризнати. Постепено, низ процесот на пристапните преговори, 35 поглавја, пута 27 членки, 945 можности да не избришат мо од Македонија. Ни историја, ни револуционери, ни школство. Тие ќе ни пишуваат учебници, тие ќе ни пишуваат историја. Од најбогатата европска историја и најбогатата црковна историја ништо нема да остане. Ние имаме министерство кое што мислам актуелната власт тоа го направи за надворешни работи, кој го применува Министерство за надворешни работи и надворешна трговија. Која трговија ќе ја води министеров без ден работно искуство во дипломатија и без ден работно искуство во меѓународна трговија? Ја спрашувам, дали од која област на трговијата ќе води ресор и ќе прави преговори? Што бараме ние во оваа ситуација? Рековме, не бараме раскин на овие геноцидни акти, а што бараме? Бараме разговори. Преговори, ни разговори со Бугарија да ги решиме спорните прашања. Па кои се спорните прашања? Само името, идентитетот, јазикот, историското и културното наследство. Зашто ќе разговараме? За идентитет? За јазик? За историско и културно наследство? Тука ли трговија ќе правиме? Еве прашувам, дали тука трговијата ќе ја правиме? Не смеме да помислиме. Затоа не се разговара. Ниедна суверена држава не разговара за сопственото име, идентитет, јазик, историско и културно историско и културно наследство. Тоа е исклучиво наша надлежност. Се друго е мешање во внатрешните работи, што со меѓународното право е забрането. Основните принципи во дипломатијата знаеме кои се. Почитување на суверенитет, немешање во внатрешните работи и реципроцитет. Па ние се откажуваме од суверенитет во овој случај. Чим разговараме за името, идентитет, ние се откажуваме од суверенитетот и од немешањето во внатрешните работи. Тогаш ние сами го ставаме, го нудиме во разговори името. Зашто ќе разговараме? Ние други спорни прашања немаме. Сем идентитетот, јазикот и историското наследство. Тоа ли сакаме да го ставиме на маса? Ни пијан тоа не смее човек да го стави. И затоа јас неколку пати препорачав на надлежниве децава од политиката да се тргнат. Нас во оваа ситуација ни требаат мудри луѓе со бели коси. Точно. Не знам што ќе се случи. Меѓутоа, од овие работи, барања, дај да разговараме. Зашто да разговараш? А си прифатил геноцидни одредби во договорите, геноцидна преговарачка рамка, во која што е вградена одредбата дека не се признава македонскиот јазик. И имаш заедничка историја со
Бугарија. Која заедничка историја? Така е. Што имаме заедничко? Бугарскиот договор, така, дека имаме Ама чекај бре, заедничка. И само уште една работа. Они ја имаат моќта на вето и преку уцените во историската комисија тоа ефективно го ефектуираат. И нивните доставувани барања од Софија. И тоа се реализира. Значи, ние сме во тешка подредена позиција за да збориме за нашите културни, историски, идентитетски обележја, а при тоа имаме мечот на ветото што они ни го даваат. И се овие запнале без алтернатива, без алтернатива, без алтернатива. Тоа е некам сулудо мене ми изгледа. Незрело. Да, тоа е толку Зашто ќе инфантилно. разговараме, еве да ми кажа, зашто сака да разговараме? Што За се име, фатат да идентитет, алтернативи да јазик, бараат. историско и културно наследство. Да, Историја ли ќе ни пишуваат? Учебници ли ќе ни па пишуваат да, тие? тоа они ќе ги пишуваат. Има Тоа ли е нивно- попонижувачка работа од Тоа е таа? нивното барање. Ниједна суверена држава не би се сложила на такво нешто. Да, ама види, Дардан, они се многу консистентни во нивните барања. Најаве од кога се потпиша договорот до таа резолуција 2019, објаснувачкиот меморандум 2020, прифаќање на францускиот предлог и декларацијата 2022, 5 мај 2025 одлуката на бугарскиот парламент кај што се потврдува сето она што е до сега кажано, они си имаат консистентни пораки. Тоа ми е јасно. А Мене не ми интересира ни што бараат. Ја Они може да секој- бараат се. Да, Што ние прифаќаме? тоа е проблемот. Што ние нудиме? Ние нудиме разговори. За разговори за што? Кој проблем да го решаваме? По трети пут ги прашувам. Може само. Идентитетот, јазикот или историјата? Што Акционен план се Да. понуди некој што Министерството за Остави га таа надворешни- работа, неважна е. Да, Јас сакам друга, поважно нешто да прашам. Имаме ли легалитет и легитимитет да разговараме за влез во Европска унија? Јавно прашувам. Народот на референдум 30 септември 2018 година кажа не за ЕУ. Одлуките на народот кој е суверен во оваа држава се конични и извршни. Со таа одлука народот испорача налог за прекин на пристапните преговори. Каде го црпат нашиве политичари легитимитетот за пристапни преговори со Европската унија? Нимачка точи имало 70% подршка од народот за влез во ЕУ. тоа се лажни анкети од фондашот Трошановски, од Европскиот Чекај бе институт, народ. кој чекај бе кој сега. лажно вели дека 70% утре на Не ме референдум. влечи за јас. Да. Како која е таа анкета со 1000 испитаници? Народ на референдум кажа не сака. Точка. Тоа е конечна извршна одлука задолжителна за сите политички субјекти. Нема мрдање од тоа. Ние неовластено разговараме. Спротивно на волјата на народот. Го газиме народот. Точно. И каде да идеме? У кое друштво? У друштво на, да не кажам сега, ЛГБТ заедници, каде што има бракови на двајца мажи, две жени ќе посвојуваат деца, двајца мажи ќе посвојуваат деца, ученици не кинат во училиште, еден ден ќе се облекуваат во машките во женски, женските во машки, да се изјаснуваат како се чувствувале. Па тоа е страмата, бе, понижување за човечкиот род. Тоа ли Европа ни ја додиме? Не сака народ, бе, таму. Не сака народ. Си кажа на референдум. Кои анкети црни со 1000 испитаници? Какви сакаш ќе ти извадат анкети? Какви сакаш? Плати му 2000 евра, ќе ти ја напише одма. Испитаници, што е по телефонот, ќе праша 1000 луѓе и 70% од народот е за Европска унија. Кој е преку глава му е на народот на Европска унија. Па гледајте ги реакциите по социјалните мрежи. После секоја изјава на нашиве политичари и овие гласноговорници на блудницата,
измеќариве и политичкиве проститутки направива бизнис од политичката проституција. Највносен бизнис. Сите оставива работата и пензионерите почнаа да се бават со проституција и актуелните политичари, актуелните аналитичари, професори, кој не е ангажиран во таа работа веќе. Тоа ти е да ми е страмбе да кажам кој сум, што сум и од каде сум кога ги слушам. Европа, па Европа, па Европа. Нема попонижувачка таа работа. Ние единствено, ако сакаме, мора да го слушнеме гласот на народот. Ти можеш да излажеш еден човек, можеш да излажеш една група на луѓе. Меѓутоа, не можеш да излажеш цел народ. Народот е мудар и секогаш носи мудри одлуки. Така одлучи и на референдумот. Тоа со одлуката на референдумот 2018 година се заштити од своите измеќари и политички проститутки. Тоа е јасно како бел ден. Не ни требаат гаранции, не ни треба одложено дејство. Дали ние ќе влеземе во тој процес со гаранции или без гаранции, со одложено дејство или не, тоа е само умирање на рати, само одложена смрт, одложена идентитетска смрт. Така се осмислени тие да нимо од Македонија не остане до крајот на тој пристапен процес. Европската унија, да подсетиме, нас не ни се проблем само домашни. Главниот субјект кој сака да уништи Македонија е на запад. Од народот опеан вавилонска блудница. 150 години не газат. И порано, ама ајде да не се враќаме, да почнеме од Берлинскиот конгрес. Кога ги примија балканскиве држави кои им направива држави, нас не предвидува за автономија, но никогаш не ја поддржаа таа автономија. Никогаш не го поддржаа востанието. Напротив, го спречуваа. Ги поддржаа пописите во Отоманската империја по Милет систем, што е попис по црковна, не по етничка припадност. Ги поддржаа отварањето на бугарски, српски и грчки црковни училишта и црковни општини. После тој Берлински конгрес се отворија 2800 црковни училишта во македонските градови и села, во кои што учеа 156.000 македончиња, ама учеа дека се грци, срби и бугари, затоа што Милет системот тој им го дозволуваше. Откако беа забранети со уреден сите цркви, беа возобновени сите освен македонската. Никој не може да умисли дека не е тоа план во договор меѓу вавилонската блудница и болниот од Босфор, кој се одржуваше на власт овде токму со помош на таа вавилонска блудница. Тие ги поддржаваа, тие ги држаа во живот. И на крај, овие пописи по Милет систем, кои се покажа дека нема македонци, а има грци, бугари и срби, значи, практично нас ни се бришеше меморијата преку 1800 грчки црковни училишта, 1200 негде бугарски и негде околу 200 српски. Точната бројка не ме држи, и српски, не ме држи за збор. 2800 училишта учат децава дека се грци, срби и бугари. И тоа беше основа за парчење во Балканските војни Букуреш 1913 година. 1948 година тие истите европјани ни фрлаа напалм бомби. Ја донесоа Лисабонската декларација, донесоа преговарачката рамка едногласно и сите овие геноцидни акти на соседите ги поддржаа и денеска ми дошол на рокот да ми кажа ве чекаме во Европска унија, ама треба да исполните тоа што сте подпишале. А подпишал некој геноцид. Тој договор е подпишан од неовластено лице со суспендирање на надлежностите на претседателот на државата. По уставот, државата ја застапува претседателот, не премиерот или министерот за надворешни работи. Тој договор е подпишан од неовластено лице. Сите овие акти што ги редевме по 2-3 пати, тие се геноцид. Геноцидот е забранет.
Ние не бараме поништување, не бараме раскин. А што бараме? Разговори. Разговори за што? За собственото име. А ние го нудиме на маса. Ние викаме дај да разговараме. Тој ти вика што има да разговарам, си потпишал дека не постоиш. А нова власт тој криминал наследна реалност го прифати како наследена реалност. Затоа велам да си ги сменат советниците. И оние незрели министерчи. Дефинитивно, а иронијата да биде уште поголема кога се работи на евроамбасадорот, оне од Грција, грк, ни вика да ги прифатиме сите овие одредби со кои сме ги подпишале, а неговата земја од кај што доаѓа не ги применува одредбите од Преспанскиот договор. Значи подпишаа, не ги применуваат и сега он доаѓа тука и ни вика ние треба да ги примениме. Значи, не знам ја како некој новија нашиот треба да му кажат, слушај, ти треба да почнеш од себе. Ти, ако веќе е нормално прифатил, нели наследна реалност, барем треба да му кажеш, слушај, почни од себе, па ќе понатаму. Меѓутоа немаме ни такво елементарно дипломатско однесување, што е во склопот на дипломатските протоколи, да им се каже, со една нота, фина, убава, да им се каже, слушај, вака и вака. Меѓутоа, не се дораснати нашите за таква. Дубо каже дека не може дете испаднато втора работа да му биде министер или прва работа премиер да биде, а тоа се случи. Прва работа, ама без ден работно искуство. Без разлика имавме во минатото премиери кои нема ден работно искуство и ја водат државата. И затоа ќе си патиме како такви и треба да бидеме знаеш, кога ќе бираме луѓето, треба да бидеме да избираме стварно. Ама Сашо, тоа е доказ дека некој друг ни ги бира. Тоа е доказ дека ова не е наша политика. Абсолютно. И ова не е политика на соседите. Точно. Ова е политика на некој многу помоќен, кој што со децени и векови сака да не избрише од политичката сцена. Ние сме за западот европските индијанци. Не збришаа од британските острови, останаа таму само илјадници топоними, хидроними, нисоними, ороними, теоними, како живи сведоци. Како неми, ама сепак живи сведоци кои таму живеел, кој јазик се зборува. Исто и од Франција, не избрише, и таму останаа само илјадници топоними. Исто од Швајцарија и Германија, и таму останаа само топонимите, хидронимите, нисонимите. Не избриша од Крит, не избриша од Пелопонес. Тоа е доказ дека ова е голем цивилизацијски суdir меѓу западната англосаксонска и германска со источната славјанска или словенска цивилизација, во кој сега сме ние наред. Не сваќаат нашиве комши дека утре они ќе дојдат. Да имат малку сенс, да имат малку осет и чувство за собствена одбрана од злото што и нив ги чека, тие први ќе рипнат да не бранат, а не да не дават во капка вода. Тие ли се први соседи? Што и да се случи утре, пак ќе бидеме соседи. Не сваќаат дека после нас они, гледа, ако не збришале, тоа се планови на Бисмарк, тоа се планови на Енгелс, тоа се планови на Ален Далас и Ција, тие го негираат, ама постапките потврдуваат дека се вистините. Ти ако ги сложиш овие сите работи, како ги третираш како камчиња и по боја и големина ги наредиш по мозаикот, ќе ти ја дадат сликата на несата. Ако ги затвораш очите и се лепо гледаш, трчаш безглаво кон борделот бриселски, ни од Македонија нема застане. Македонија немаме, треба да ја вратиме, меѓутоа ни од македонецот нема да остане. Па нема, да. На жалост. Дардан, јас да ти се заблагодарам од се срце што за кратко време еден позив и ти дојде овдека, стварно ова требаше да го кажеме, да го кажеш, затоа што срам ми е да гледам што се случува во нашиот медиумски етер, особено што излага од некои партиски кругови, медиумски кругови, лажни аналитичари, бивши новинари и така натаму, кои пропагираат само уништување на самти себе си. И мора да имаме, мора да обстоиме во она што го кажуваме тука, тоа е да кажеме вистината, онака како што ние ја гледаме. И од тоа нема отстапување.
Види, вистината секогаш ќе излезе на виделина, ама треба и ние да помогнеме, да побараме, да инсистираме да ја изнесеме. А ние ја фрламе под тепих. Да. Ние фрламе во тепих. Ние треба да си го вратиме образовниот систем во кој што ќе учат деца вистинската, а не лажната, наметнатата. Не прогласија дојденци од затар Карпатите, од калта на Заткарпатските мочуришта, без ниту еден доказ. Да. Еден доказ, 20 години барам доказ за доселување Словени. Нема. Кај да копнеш овдека на оваа наша богата Македонија има артефакти од милениуми 4-5 години назад. Ама гледај сега. Јас не прават бугари. Што имаме ние со турко-монголите? Ништо. Не, тоа. Ние се разликуваме расно, генетски, антрополошки, јазично, културолошки, по фолклорот, по музиката, по све. Физиономот, Ние изгледот, сме имињата. Све. Един народ во две држави, ама не бугари. Бугари се таму во североисточна Бугарија. Оние со коси очи, жолтен, округли лица, со свилени шалвари, со чалми на главите и со конјска опашка место знаме. Ама такви се само од североисточна Бугарија под Дунав. Све ова надолу, белата раса се македонци, тракици и мизи. Ама по Полибие, најголем римски историчар, и неговата историја во 39 тома, од 2 век пред наша ера, и според Винко Прибоевич, и книгата о пореклу згодама Словена, објавена во Венеција 1532 година. Тракијците, мизите и лирите се македонци, не затоа што биле поробени и асимилирани од македонците, него затоа што нивниот јазик, култура и обичаи се македонски. Значи, множинско население во бугарите се македонците. Самите, земи било која бугарска историја, ќе прочиташ дека кога дошле тука, го дале името бугари, се измишале со словените и го примиле словенскиот јазик. Ама не сакаат да кажат кој словенски јазик. Словенските јазици имаат име. Треба да кажат кој словенски јазик. Едно што не кажуваат кој словенски јазик го примиле. Што седим се од словените, само македонците и србите. Треба да кажат сме или македонци или срби. Ама тие не кажуваат. Па згора на тоа нас не прават бугари со бугарски јазик. Чекај бе, ти можеш ли да го замислиш, Гоце Делчев, само беше празникот, облечен во свилени шалвари со чалма на глава и конјска опашка на стап качен на коњ да дига револуција. Треба да си мало уме. Дефинитивно. Да. Во нас е проблем. Така е. Ние сме проблемот. Се додека има неказнивост, се додека криминалците слободно шетаат и повторно бараат трговија да прават со идентитетот, јазикот, историското и културно наследство, ние ќе страдаме. Мора да завршат у затвор. Евидентно е. За овие имаме докази. Сега немаме кој се спрема. А многумина се спремаат за друга продажба. За нови 100 милиони евра. Времето ќе покаже кој се. Сега вака врие. Сега врие. Тужби, жалби секој ден идат у Европа. Се кодашат меѓу себе. Тоа е најсрамно нешто. Да. Кој ќе биде следниот предавник? Да, и кој да не да видиме. кој најповеќе ќе не пониши. Дараден, фала многу. Ќе бидеме во контакт и ќе ни бидеш пак гостен. Ми беше чест. Да, благодарам и на вас што не следевте. Во оваа реакција што моравме да ја направиме како резултат на понижувањето што се случуваат секојдневно во нашиот медиумски простор од секој и секого, што се македонци нормално. До следното јавување ви пожелам се најдобро.